Традиција, мирис на домашно месено тесто и вкусовите што потсетуваат на детството и годинава се чувствуваа на 12-тото издание на манифестацијата Зелникот на баба во Пробишти. Манифестацијата Зелникот на баба прераснува во препознатлив гастрономски белег, кој има за цел да ја зачува автентичната рецептура на зелникот, едно од најкарактеристичните македонски традиционални јадења. Весна Петрова од познатото пробиштипско село Лесново го пренесува своето знаење и на младите за сукање на надалеку познатиот лесновски зелник. Процесот на терен ќе се осете, а пред се прави со сукано. Ние во Лесново си ги правиме со сукани кори, принципот на собирање е различно. Тенки кори се сукат и се пече во дрвена шпора. Што е карактеристично за лесновскиот зелник? Какво зарје ставате? Значи сезонско, кога ќе почне веќе блитва, лобода, копривка, штава, работа на вкусеви на гостите. Пред се ориентираме спреме гостите. Зошто е вкусен лесновскиот зелник? Пред се за воздухот и манастирот. Го знаат лесновскиот зелник некој да го прави, освен постарите? Па учиме веќе керката и нејзината другарка. Правиме обуки на деца веќе, соработуваме со факултетот за туризам. Градоначалникот на општина Пробишти Тони Тоневски вели дека интересот за зелникот на баба расте од година во година, а настанот не е само надпревар, туку и можност за пренесување на знаењето од генерација на генерација. Прекрасен настан, ова година има најмногу учесници и во надпреварувачкиот дел, меѓутоа според наша проценка и најмногу посетители кои што се дојдени од сите градови во Република Македонија, меѓутоа има посетители и од странство. Над 8000 посетители имаше годинава на манифестацијата Зелникот на баба. Организаторите најавија дека денови ќе почнати со постапката за брендирање на манифестацијата. Овој зелник е различен и неприкосновен, најубав, затоа што е со печени кори. Различен од сите останати зелници. А инаку за брендирањето, како што рековме, веднаш по завршувањето веќе преминуваме на собирање на документација и да си го заштитиме оваа наша манифестација. Јас се надевам дека до крајот на оваа година и ќе го брендираме. Зелникот на баба во Пробишти постанува символ на домашната кујна, но и доказ дека старите вредности и рецепти се уште живеат меѓу луѓето, пренесувајќи топлина, заедништво и љубов кон традицијата.